Русија собори украински борбен авион во регион Миколаев, бомбардирале радарска станица и 2 складишта за муниција во источна Украина. Земјата се упатува кон 100-тиот ден од инвазијата на Украина, откако се откажа од нападот врз главниот град Киев, сега притиска на истокот и југот од земјата. Руското министерство за одбрана соопшти дека руските војници пронашле возило со тела на 152 борци во фабриката за челик Азовстал во Мариупол. Портпаролот на Министерството за одбрана го опиша како провокација за да се обвини руската страна. За време на инспекцијата на подземните објекти на фабриката Азовстал во Мариупол, каде што се криеле предадените нацисти од украинската формација Азов, руските војници пронајдоа изолирано возило. Подсетувам дека пред да се предаде, раководството на Азов јавно апелираше до Зеленски да ги однесе телата на загинатите, за да можат нивните семејства да ги закопаат на територијата што ја контролира Киев. Сепак немаше барање од Киев да ги прима телата на загинатите од Азовстал. Од Украина обвинуваа дека руските војници го гранатирале Харков, биле повредени неколку луѓе и запалени куќи. Украинскиот председател изјави дека Русија акумулирала максимална борбена моќ на армијата во Донбас. Рече дека ситуацијата останува исклучително тешка. Окупаторите во регионот Луганск ја прекина евакуацијата од борбената зона со гранатирање на возилото што возеше за да ги собере локалните жители. Ситуацијата во Донбас останува исклучително тешка. Руската армија се обидува да собере огромни сили за да изврши поголем притисок врз нашите бранители. Во меѓувреме продолжува и евакуацијата на цивили. Под координација на Украинскиот Црвен крст, колона автобуси донесе претежно стари луѓе, жени и деца во градот Чухуев, 40 километри југоисточно од Харков, вториот град во Украина кој е зафатен од битки.